Од извештаите на животна средина се гледа вкупната годишна емисија на PM10 и PM2,5 меѓу другото. Значи ова се графиците за годишна емисија. Ова лилјакова боја е емисија на PM10 и PM2,5 од дрва. Тука се крстени домаќинства и административни капацитети. Имајќи во предвид дека домаќинствата користат дрва од октомври до април, овие 67% може само да влечеме заклучоци колку влијаат во вкупната концентрација на PM10 и PM2,5. Сигурно многу повеќе од 30% како што имаше во претходните презентации. Покрај тоа, покрај овие PM10 и PM2,5, ги има и овие екзотични токсични диоксини, фурани, какви све супстанции во дрвото. Гледате главен причинител и на тие емисии дрвото. И еден редок график најдов само во еден извештај за, искрено не знам што е ова пак, мислам дека се ова диоксините, во намерена станица Карпош. Лимитот е плавата линија, тоа е некаде 1 или 2 микрограми, ако не се лажам, црвеното е концентрацијата. Ова е октомври, ова е март. Така да не е само PM, туку и овие отровни канцерогени честички кои ги состои дрвото.